Градежната механизација на фирмата Стоименов од Кочани ги започна работите на пробивање и изградба на коритото и кеот на Градечка река на потокот кој поминува низ градското подрачје. Се работи за проект вреден над 15 милиони денари со кој ќе се овозможи регулирање на реката, особено за случаи кога надојдува и се заканува да се излее од коритото и да предизвика поплави. Започнуваме со една уште голема инвестиција на територијата на општина Виница. Се работи за регулација на коритото на Градечка река во должина од 850 метри, при што предвидена е регулација и тоа е подпорен зид од едната страна, како и минорот, тоест коритото на реката. Се работи за инвестиција вредна повеќе од 15 милиони денари, од кои што 8,5 милиони денари се обезбедени средства од Министерството за животна средина, додека останатите 6,6 милиони денари се обезбедени од буџетот на општина Виница. Ова е еден убав дел во нашата општина и се надеваме со ова ќе можеме да го регулираме и подобро и поефикасно коритото на Градечка река, меѓутоа и поплавите кои што знаат да дојдат со водите од планината Плачковица повеќе да не се случува токму во нашата општина. Нешто посложено ќе биде пробивањето на коритото во горниот дел поради тоа што ќе се работи на двата брега и ќе се отстранува густа вегетација од дрвја и други растенија. Овде се предвидени од едната страна, бидејќи од другата страна има подпорен зид, од едната страна, тоа се 600 метри, останатите 250 метри, тоа е после мостот на спрема село Лески или општина Зрновци, да 250 метри, каде што ќе се регулира од двете страни подпорен зид, исто така и коритото ќе биде регулирано и на тие 250 метри. На потокот каде Градечка река поминува низ градското подрачје се изградени убаво уредени семејни куќи, па со уредувањето на коритото, кој дел ќе биде бетонирано, а дел озеленето, ќе се добие убава целина на задоволство на жителите и на посетителите на градчето Подплачковица.